протеински. Ова е мојата трансформација. Да, веќе сме во живо. Ајде официјално добро ми дојде. Ајде. Ова ќе биде официјално телевизиско крштевање, така че често пати велам за луѓе кои што прв пат имаат прилика да дадат во случајот и во Тилма телевизија. Почитуваната Жанета Богатиновска Илиева ќе биде како што си ја познавате можеби во својот круг на луѓе, оние кои што можеби знаете дека ги прави промените кај вас можеби и навиките во исхраната и така ја користи својата животна платформа. Прво искуство, така? Да. Ти благодарам прво за поканата. Моје прво искуство и гостување на телевизија и многу ми е мило и вака. Со тебе што ќе И да знаеш дека ова е толку многу една комфортна платформа кај што ќе се чувствуваш удобно и те ветувам дека се ќе биде одлично затоа што тоа што го правиш и го реализираш прво за себе, почнувајќи од за себе и за другите, мислам дека ултимативното нешто. И ќе ти заблагодарам од името на се она што го правиш вистина на како сега Жанета на свои 50 и колку? 50 години. На свои 50 години. И она што е интересно, Жанета ми вели, се случува од 40-тата навама. Збориме со оние револуционерни нови промени своји животни, а дополнителни пред 3-4 години, кога веќе создаваше на своја заедница, каде што, како велиш, колку имаш сега своја група на пријатели во кои што им даваш секој ден доста стимул? голема група на пријатели со кои што едни 100 луѓе сме активни. Еве, секое утро. Секое утро. Да, секое утро. И тоа значи стимуланс, добра мисла на денот, затоа што сите сме по карактерите биете различни. И верам дека кај секого треба да се сосредоточиме, да му дадеме така некако поддршка. Баш така, баш така. Баш така. Ти благодарам за оваа прекрасна најава за мене и точно така како што кажа, се почна кај мене од 40-тата година, се случија некои работи кои што ме потикнаа да јас почнам да правам некои промени кај мене во живот. Најпрво започнав со се обидов да почнам да вежбам, иако супругот цел живот спортист, активен спортист, значи на секое поле. Се обидував, меѓутоа некако не почнав тогаш, дури на 40, јас кај мене се случи клик да почнам да вежбам. Пробав еден месец и слушнав дека постои скопски маратон. Што е тоа? Так, малку истражував на интернет и дојдов се одлучив да истрчам еден полумаратон, односно 21 километри. Со претходна подготовка Со никаква подготовка, почнувам од нула и истражувам на интернет, барам тренер за трчање, го наоѓам мојот тренер, Кока Најановски. Кока Најановски, да, сакам да кажам дека ни е нам тој пријател во утринската и тоа години. Ете така, го наоѓам него, значи сосема непозната личност. Мотиватор, пар екселанс што се вели. Се договараме и за 3 месеци индивидуални тренинзи, тој ме спрема да истрчам еден полумаратон, односно 21 километар. А никој пат претходно никогаш джогирање, трчање нешто? Никогаш, единствено нешто што беше цел живот. Јас пешачење до средноводно, до врв, бидејќи тука живеам, и тоа ми беше како некоја активност, релаксација која што јас не сметав за некоја спортска активност, зашто тоа е тука, во двор ми е, ќе се качам, ќе отидам. Баш така. Баш така, од тоа почнувам за 3 месеци се спремам и истрчувам полумаратон. Првиот скопски полумаратон беше тогаш? Првиот скопски, тогаш за жал поради некои ситуации беше одложен, меѓутоа јас го истрчав, имав свое време. Што се случува понатаму, пак, нели, во таа трчачка заедница која што ја има мојот тренер, јас уствари сваќам дека има полумаратони, па има следен, па има ни светот полумаратон. Секој пат се отвараат видиците, се отвораат видиците и гледаш нови датуми, нови места. Секој пат е така. Нови места, нови датуми и така почна, јас што како што знам да кажам, навлекување мое на трчањето. Значи, поставување на нова цел и еве го така, повеќе од 10, скоро 10 и повеќе години, трае таа трчачка приказна. И љубовта кон истото. И вистина ќе се сложиме, не е некоја новина дека кога поминуваме низ некоја екзистенцијална криза во животот и кога се случува некаков момент соочување со демоните кои што секој од нас некој пат се провлекуваат, демони во позитивна смисла да направиш промена, препоставам дека тоа се случува и кај тебе во таа фаза некогаш во животот за да направиш тектонската промена животна. Па да, кај мене баш така беше. Точно тоа се случи, меѓутоа покрај тоа пред 3 години се случи уште една исто така промена кај мене. Јас кога почнав да трчам, значи не само за мене, туку за целото семејство почнав да
нели да обрнува внимание на исхраната, најнормално. Значи истражува разни начини, соработува со разни стручњаци нели во таа област. Меѓутоа не си имала проблем можеби здравствен апропо храната? Тогаш не имам здравствен проблем, значи туку сакав само да се хранам поздраво, бидејќи сум физички многу активна. Моите деца спортисти, значи синот е професионален пливач. Вистина? Да, Треба да се познаеме. Да, ќе го Одлична можеби прилика. нареден пат ќе го. Одлична прилика. И така да во таа смисла многу истражував и многу се едуцирав во областа на исхраната. Се до пред 3 години додека не најдов на пробував, значи баш буквално многу работи, ми беше многу сложено, многу готвење, многу спремање. Јас сум повеќе сакам да сум надбрни на оние спортски активности, додека пред 3 години го најдов и тој концепт на балансиран начин на исхрана, односно јадам повеќе пати во денот помалку и сето тоа Те одржува, ме можеби? одржува, да. Користам платформа на нутриционистичка компанија што е број 1 во светот и сето тоа ме воведува во еден друг свет, дека јас со сите мои промени што ги направив на себе, доброто чувство што јас го имам за себе, дека можам да го пренесам и на други. Односно да инспирирам други луѓе на промена. Инаку кога говориш нели за животот во ајде ќе кажеме второ полувреме некакво, често пати знаеме да потфрлиме и нели да се затвориме, да станеме уште поголеми интроверти и така натаму. И знаеш дека јас тоа го потикнам и кај моите родители, не дека се да речеме ајде луѓето од трето доба се можеби малку попасивни, летаргични, меѓутоа секој пат еви на моите родители се обидувам, еве да влезам и во нивните чели дека по некој пат не можеш да бидеш сега оптимистички, позитивно, токсичен секој ден, меѓутоа секој пат мораме да се мотивираме. И им праќам постојано видеа за особено скандинавските земји, некои европски развиени земји каде што луѓето во своите пензиски денови не престануваат со здрав активен начин на живот. Значи збориме за планинарење, шах играње, велосипедизам, во делот каде што можеме да помогнеме и од пробоно волонтерски да се вклучиме во некаква активност. А да не забораваме дека овој човечки храм мора да се одржува, мора да бидеме во некаква послушност. Баш така, многу убаво го кажа ова, затоа што оно што јас го правам сега, знаеш како, јас ја инспирирав мајка ми, да речеме да почне на 68 години да прави промени. И таа ги направи? Таа ги направи. Таа учествуваше и се надпреваруваше на женската трка, значи да трка. Абицена женска трка? Абицена женска трка, значи. Тука имам во екипата, значи жени кои што и на 70 години, на 72 години прават промена, така да мене тоа задоволство и што го имам од нели Сабајле. Јас станувам Сабајле, значи мене имам своја група, значи една во која што се сите луѓе кои што прават промени со мене и јас направив ова, јас истрчавам, секој со своите триумфи лични. Да, знаеш што, Марко, мислам, се сведува на тоа дека секоја оваа промена што ја правиме, ни подига самодоверба. Како не? Нема поубаво чувство да ти слушнеш некој да сподели со тебе дека знаеш, можеби ќе кажеш се физички промени, не се физичките промени толку битни. Битно е она што внатре го чувствуваат. Значи, духовната промена е... Да, тоа е нешто кое што навистина многу ми значи кога го споделуваат со мене, а нив веќе знам колку многу им значи. Дефинитивно. А додека јас и ти говориме, апропо твоите стимулирачки вредности кои што ги имаш веќе и покрај тоа што во твојата биографија стои еден убав податок дека си и психолог по вокација. Меѓутоа, овој момент со 10 годишното активно вклучување во полумаратони и кога си сама своја најдобра верзија, дефинитивно ќе бидеш верзија добра и во тугите очи. Би сакал сега, колега Владче и другите, само да ги погледнете овие убави видеа од маратонските предизвици кои што ги има, полумаратонските предизвици кои што ги има нашата Жанета. Кажи ми сега, апропо географиите, кои до сега, освен Скопскиот маратон, кој што веројатно ти е задолжителна активност во годината, кои се други ги имаш во својата биографија? Јас вака сега, јас сум некако поврзана со тоа што моите живеат секаде на различни места во светот и така да јас одам таму каде што имам некој да го посетам им да истрчам. Значи Скопскиот да, тука во Македонија сите гледам затоа што навистина има премногу и ми е мило да испочитувам да отидам затоа што се во организација, предобри организации имаат. Така да
Јас го имам истрчано цел Израел, значи сите можни градови во Израел, сите полумаратони кои што се таму и мене ми е Барселона. Да ви кажам, Вела дека е да, многу пати, повеќе едно од пати го имам. подобрите, Да, може би, повеќе пати го дестинации. имам истрчано, таму ме поврзува кирката, бидејќи таму студира и живее. Така и пред тоа одевме ние заедно, го трчав. Обично како се трча тамо на Ларамблас? Да, се трча многу убаво, еден круг е, тоа е одлично, што цела Барселона можеш да видиш, така да Плюс покрај водна површина. Да. Витамин Д и Плюс од во колку сакаш. февруари, кога е идеално времето за трчање. Степени колку прилика? Па сигурно 15 или 20 Одлично. степени, да. И сега ми е жал што ќе го пропуштам овој февруари поради Да. скршената рака. Да, прво ќе ти да благодарам што доаѓаш со една мала повреда, меѓутоа сето ова е од предизвикот Да. трчањето. Ова се Да. случува пред велиш 20 на дена. Пред 20 на дена, да, баш на тренинг, завршувам тренинг, најстрикна на свет, 15 километри стрчани, тоа беше тренингот, кој што од мојот тренер, значи, и одејќи на кај дома, баш што би рекле ние сопка. Се сопнав на една плочка издигната, малку, можеби малку трчав со поголема брзина и тоа Се случи мала незгода. Меѓутоа Мала во моментот незгода. сме во една состојба кај што сето тоа се Па да, тоа сега веќе се ревидира, се средува. Ете така. Сега ми е криво што бидејќи јас се надпреварувам, мене ми е криво што сега оваа сезона, меѓутоа сега со лекарот мислам дека ќе направиме некој договор да барем со некој споро темпо да ме пушти да учествувам. На некој Сега во март имам веќе, така да не знам дали ќе се согласи, ама Добро, јас ми е Ќе многу драго видиме. дека веројатно ќе се избегне операција. јас мислам дека нема да дојде до тоа. Ама ќе ти заблагодарам што дојде со имобилизатор и ова е моментот на како предизвикуваш, дека не е пречка, па дури мала физичка во случајот. Никогаш. Јас нешто сакам да кажам, мислам што е интересно, што јас, например, и покрај ова, јас снимам рецепти на мојот профил. Фантастична Да, на си. моите... Толку си вешта во тоа, секоја чест. Ова не ме спречи, нити да... Сега ти тука ми помагаш. Да, меѓутоа, јас така те начекав. Да. Мислам, јас го, случајно го адресирав својот профил и велам, оваа дама која морам да ја имам во студија, затоа ќе те благодарам Ти што... благодарам на... Јас ќе ми дадеш само инструкција кусо, дали да ги Опа. сомелиме бадемите, така? Да, бадемите мора да се сомелат. И некој Жанета и покрета што збориме и ќе има уште неколку епизоди со неа, само да кажеме дека правиме протеински чизкейк од Од банана. банана, точно. Само да кратко, само да ги сомилиме, имаме бадеми. Да, и во овие 2-3 минути колку ни останува време ќе се обидеме да го спакуваме Може да додадам јас од ова... слободно. Да. Тука ставаме протеин, така? Да, додаваме прво нутритивен шејк од банана, со вкус на банана, и потоа ќе додадеме протеин. Еве можеш ти Одлично. да Слободно. додадеш. Кажи ми колку само ќе ми дадеш. Стави 6-7. До сега ставивме Да, две? до сега 2, да. 7 стави. Добро. Пишавме ние малку во рецептот други мерки, ама Меѓутоа, сега- правиме поголема мерка. Точно, Пробаме. сега правиме уште поголема, така да може да се стави за сладувачно и не мора, бидејќи протеинот му дава благост. Јас секогаш гледам да е без додадени шекери, без брашно. Живееме исто. Тоа ми е ќе видат следачите твои и на мојот профил дека тоа е успари мојот концепт. Одлично. Да. Ставаме протеин и Жанета, друго? Тоа е, значи и од ова стави 7. Ова ставаме? Да, 7 мерици А стави. инаку ова е? Ова е протеин. Ова е протеин со вкус на ванила, да. А ова е нутритивен шејк. Ова е, да, ова ми е појадокот са бајле што ми го заменува, значи јас го појачувам и со протеин поради, нели? Она со возраста ни опаѓа и протеинскиот фактор, така да... Дефинитивно. Да. Тука малку појачувам и ми е нешто многу едноставно. А овие рецепти ствари мислам се потикнати од тоа што јас и за време на короната правев за децата, спортисти, нели, ајде нешто да смислиме да е благо, а да не не дебелува. И така, ова е Сите еден нутритивни десерт. вредности ги имаме Ете тука. така. Тука Ставивме има се што е потребно. И грчки јогурт претходно, Жанета вели Да. малку поголема доза, апсолутно викам, Телма телевизија е доста голема. Супер, баш ќе ни кажат после како ќе им се Сигурно допадне. ќе биде ванилата како мириса. Фала ти одлично. многу за помошта. Мене ми е знам ова задоволство. Доволно е тоа што ти всушност дојде со мала повреда, сепак и да знаете каков херој. Жанета само ми се јави, Марко, сепак ќе дојдам и покрај ситуацијата. Многу ми е драго што успеа. Ете така, каде ги ставивме? Еве ги бадемите до мене се. Да, ќе ги ставиме бадемите во основата. Значи, тука ги додаваме или не? Не, во основата, само ќе ставиме основа, од озгора ќе ставиме од филот и ќе наредиме сецка на банана. Одлично. Знам дека О, уште колку е одлично. режија до крај?
Веќе треба да завршиме, добро. Ете така. Само 2 секунди ќе ни Јас не ми се простите. кога помина. замисли. Ти кажав дека дури можеби и 40 минути да сме во етер нема да ги забележиш. Да, можеш. Ете така со лажицата. Може би јас ако ќе беше побрза, ма сега Воопшто, извини. сосема е Да, супер. за супер. многу брзо повторно се среќаваме во студио, Одлично, да знаеш. одлично, да. Само да прашам уште нешто, како може да стане дел од заедницата на Жанета? Дел од заедницата може да стане така што ќе ме заследат мене на некоја од социјалните мрежи, на Инстаграм или на Фејсбук. Сега сум Жанета Богатиновска Илиева, напишана на кирилица, може и Жана Илиева да пишат, ќе ме најдат, значи. Така да може да ми пишат и ќе се Јас обично закажувам секогаш, сакам да разговарам во еден на еден, значи, затоа што мојот пристап е индивидуален. Знам како сум се обидувала со листи, со се, тоа не ми функционира, да. Значи, јас сакам еден на еден, а потоа влегуваат како дел од мојата заедница, која што е навистина инспиративна и на дневно ниво имаат инспирација, мотивација и тоа е тоа. Ти благодарам, може да те прегрнам. Да. И за Фала ти март многу. се гледаме. Се гледаме, дека се дефинитивно. гледаме. Да. Ова е отприлика, сега се обидам Еве да го бидам вака, добар. Инаку одлично, вака изгледа, со одлично, ова ќе да. кажеме бон апетит на сите. Ова беше најновото издание на Оброкот на денот. Следете Жанета за многу следни состојки и рецепти во следното издание. Благодарам се уште Ти еднаш. благодарам за поканата. По секое време.